FM Врева. Фриквентна моделирана врева го има веќе својот најавен гостин, менаџерот Милорад Цајч Цајо, кој е организатор на Великденското кафуле, за кој веќе говоревме во ИФМ Врева, кој треба да биде реализирано во четврток во станица 26 на Вели четврток 13 април. И сега поканата гласи вака: оваа година го прославуваме големиот јубилеј од историската забава 20 години од Великденско кафуле, најголем јубилеј за Великден. Со овој настан од пред 20 години го одбележуваме славниот православен христијански празник Великден, кој за сите за нас е навистина многу значен. Значи ве повекуваме сите да одбележиме оваа голема работа со убава музика, со познати диџеи, така најдемо во стои во најавата сето она што ќе го содржи 20-ката на Великденското кафуле, ќе имаме можност да го дознаеме од прва рака од организаторот Цајо. Добар ден, добри ден Цајо, за прв пат во Врева на радио. Добар ден на тебе, Елена, и на слушателите на Радио Слободна Македонија и на твојата емисија FM Врева. Па еве, јас после толку долго време пак сум во Радио Слободна Македонија. Помина некои си 6-7 месеци, еве причина. Се дружевте со Викса, сега со Елена. Цајо вака. Ајде да кажеме што се ќе има најнапред на 20-ката на Великденското кафуле за 2 дена од сега, значи во четвртак во станица 26, кога почнува забавата и кој се ќе биде дел од неа? Прво, ги поканувам сите слушатели на FM Врева да повелат нека дојдат на самата забава, бидејќи ова е историска забава, бидејќи 20 години Великденско кафуле. Великденското кафуле е значи традиција пред 20 години, 1997 година се случи една убава седенка, бевме собрани некои мои пријатели, ме поканија едноставно да направиме некој си нов настан, некој нов ивент. И нема некои идеи и мене во тој момент ми текна на нешто што може да заличи, бидејќи младите во тоа време и сите ние идеме во црква сабота према недела. Во недела едноставно се оди според обичаите нормално по блиските семејството, а навечер немаше ништо. И во тоа време имаше многу, како и сега, многу актуелни кафулиња. Викам, а зашто да не се направи едно големо Великденско кафуле? И луѓето вика, знаеш, вика, добра ти е идеја, вика, многу е одлично. На сите тие тогашни кафулиња, актуелни, им дадовме по еден шанк. Фактички сите тие луѓе кои беа присутни во тие кафулиња дојдаа на ова големо Великденско кафуле и така се роди фактички името Великденско кафуле. Така, имаше, значи, негде првото Великденско кафуле во Пета хала во Скопскиот сајам, негде околу 8000 луѓе. Што мислам беше незамисливо за тоа време. Така. Да. Во времето во кое што едноставно после тоа веќе Великденското кафуле Елена го менуваше, значи менуваше својата содржина програмска, секоја година беше различна. Првото беше, значи, и наредните 3 со рок групи и со поп пеачи. Така да после тоа веќе знаеме дека Скопје стана голема авангарда на техномузиката и почнаа сите македонски техно диџеи да се појавуваат на Великденското кафуле. Па потоа тоа се помина фактички во поканување на тогаш познатите во тоа време светски техно диџеи. И еве сега оваа година малце се навраќаме на ретрото, бидејќи ретрото веќе со години малце повеќе актуелно во на светските така, во планетарни музички рамки. Се работат и се преработуваат многу ремикси, едноставно аранжманите, има многу на актуелни светски листи се појавуваат стари хитови и намерата ми беше да се направи една убава ретро забава, така да ќе биде со помал обем, квалитетно, значи негде значи од прилика мислам дека ќе има негде околу 600 гости. И ќе бидат тука 6 ретро диџеи. Тоа се познати низ градот, луѓе кои стално гравитираат низ кафулињата и дискотеките низ Скопје. Едноставно, тие знаат како да ја забавуваат публиката и имаат секој своја програма. Така. Тоа се, значи, познатите Боби Латино, Боби, ваш колега од Сити Радио, после Ерик Фокс, па
DJ Електрик, DJ Струја од Sky Radio, тука и DJ Цена, DJ Прайс и Тоше, DJ Тоше кој работи постар диџокей, значи кој работи по кафулињава и не знам дали го спомена Боби Латино. Така, го споменавте прв. Да. А Дела? И тоа е, да, Дела не може да биде затоа што не знам, од некои своји причини го откажа. Така. Го откажа. Значи македонски диџеј ќе има на Великденската кафула. Зошто не во недела туку на Велики четвртак? Па затоа што ние како луѓе веќе се научивме петок, сабота, недела да ги спојуваме како викенд и после тоа веќе се празни Се празни Скопје. града, така. И едноставно сите чекаат некој викенд да отидат до познатите летувалишта, дали во Грција или кај нас овдека, дали е тоа Маврово, Охрид, Дојран. Сите сакаат некако да бидат надвор од Скопје, Од градската врева, од градската така. врева така. и едноставно ти имаш ефем врева, они бегаат од Градската врева, така, ама каде да бегаат, јас ги стасувам заради тоа што широм Република Македонија се слушаме на 3x2.rsm.mk од 13 до 16:30. Секој ден, значи секој ден и покрај тоа што можеби нема да биде работен, како што е петок, меѓутоа сепак и во петок е нема, тоа пат од 13 до 17:00. Цео, значи 20 години наназад се случува Великденската кафула. Можеме ли да се навратиме на оној најфреквентен период од Великденската кафула? Тоа биле веројатно првите неколку години кога Од 2007 до 2005 беше најфреквентно. Кој беше најпознатото име? Кој беше Великденско кафуле кој за секогаш ќе остане во паметињето на Ја мислам историјата? дека 2000-та година кога беше Тери Френсис беше многу јако. А инаку многу беше добро затоа што тука се појавува Мирко PMG колектив и Дарко, тука се поминати многу диџоки како Дани Бушева азбука, па DJ Навигатор од Техна Ценава, тука се поминати Никола Ризов, Новоградска, Самуил Радински, Боле, Мале, мислам, тоа е една плејада на диџоки Така. од техно сцената на Скопје и Македонија. Значи нема Најзначајните. Да, нема кој не бил. Значи, мене ми е најбитното што Великденското кафуле стана како бренд, Така, препознатлив и луѓето сакаат едноставно кога ќе го слушнат самото име Великденско кафуле и очекуваат да се случува нешто интересно. Така беше и на 10 години на Великденско кафуле. Само тогаш беше во огромна бројка, бидејќи тогаш беше првиот пат кога Велики петок се прогласи за неработен. Така. И имаше 10.000 луѓе во Скопскиот сајм во Метрополис Арена. И беше прекрасна журка, сега го правиме во помал обем, Така. али многу квалитетна. Очекуваме и да она- биде Да, ја мислам дека ќе биде супер, бидејќи веќе ги покануваме слушателите на FM Врева и на Радио Слободна Македонија, нека повелат, нека си ги набават влезниците, бидејќи се во ограничен број. каде може да ги набават? Инаку почетокот на журката е 21 часот и до кога ќе биде До 4 отворен? часот наут. Така. Каде може да ги набават билетите? Па билетите може да ги набават во Југотон Розе Веро 2 и онлайн, значи на mktickets.mk. Така. Влезницата е популарна цена од 250 денара, така да мислам дека ќе има доста луѓе и ги поканувам, али нека побрзо, бидејќи мислам ако се стигне до бројката Така. 600 дека нема веќе да Така. продаваме карти. Толку има капацитети, станица 26. Самиот објект е толков Така, капацитет. така, значи сите оние кои што сега не следат може да свртат 313132 префикс 02, гледате билети, 2 билети за најбрзиот слушател на FM Врева, ќе бидат нели наменати токму овие од овие 4 кои што ги имам јас во моите раце, значи 313132 префикс 02. Побрзајте, јавете се за да бидете среќен освојувач на 2 билети за четвртак станица 26 се разбира во 21 часот започнува 20-тото Великденско кафуле. Сега гледаме напред, имаме Великденско од 21 веќе пред очи. Па ја мислам дека ќе биде овој пат малце терминот по сосема друг. Мислам дека нема да се врзувам на великденските празници. Едноставно ќе го правам како предигра, како увертира на великденските празници, ќе го направам идното Великденско кафуле 7 дена пред великденските празници. Така да падне, да биде денот секогаш сабота, бидејќи знаеме дека ние луѓето петок сите сме заангажирани и на своите работни места
и во сабота ни е најубав ден, бидејќи другиот ден во недела можеме Така. убаво да се оспиеме. Така. Да, тоа ми е идејата, значи 7 дена пред великденските празници да го правам овој голем настан секогаш. Така. Ова сега го правам едноставно како јубилеј, чисто го одбележувам и сакам да остане традиција која Скопје ја препознава и го почитува како бренд. Бренте и Цајо, кој го имам сега во ИФМ Врива на Слободна Македонија, благодарам многу за гостувањето, благодарам што ги вовидовме слушателите во приказната наречена Великденско кафуле 20 и дај Боже нели да стигне и до бројка 40, 60 и така натаму и сите ние нели доколку сме во можност, па дури и кога ќе бидеме стари и потрошени, да бидеме дел од Великденското кафуле, зошто да не. Благодарам за тоа што бевте во Врива на радио. Ти благодарам и на тебе, Елена, и на сите слушатели. Еден поздрав од Цајо на ФМ Врева и на Радио Слободна Македонија. Благодариме многу. 21 минута по 15 часот време за ИПП. ФМ Врева.